Благодарам, почитувана заменик на председател на комисијата, почитувана јавност, почитуван министер, почитувани колеги. Јас уште еднаш ќе повторам, значи со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 1 милиарда денари, тоа е некаде околу 16,5 милиони евра, за финансиска поддршка на АДСМ со цел покривање на дел од трошоците за производство на електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи кои ја продава на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Целта на ваквата поддршка од буџетот е да се зголеми ликвидноста на АДСМ за да ги надмине загубите и со тоа да се замрзне цената на електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи. Не знам колку сме свесни колку е важен овој амандман. И не знам колку сме свесни колку малку средства се префрлени на сметката на ЕСМ. Ние во Република Македонија се соочуваме со состојба во која што производствената цена за електрична енергија од страна на електрани на Македонија ги чини 52-3 евра по киловат час. Согласно договор, тие мораат да му продаваат на Евана по 36 евра. Тоа се 16 евра по секој киловат час предпријатието оди во загуба. Тоа значи дека од кај не може да произведува, од кај од 3 блока во РЕК еден не може да се оправи, од каде за жал престана да работи и се расипа најголемата хидроцентрала Вруток, електрани на Македонија се соочува со многу тешка состојба. И предпоставувам дека за тоа ќе има виновници еден убав сончев ден, затоа што ова јавно предпријатие во 2017 година ви беше оставено со 25 милиони суфицит. Тоа значи на сите обврски исплатени, сите добавувачи исплатени, 25 милиони евра на сметка на предпријатието. Тоа се обично средства кои што потоа владата ги зема и ги дава на други буџетски корисници на кои што во текот на таа и таа година им е потребно. Од кога вие дојдовте на власт, од кога ги ставивте разни сомнителни типови за директори и на РЕК и на ЕСМ, исто во ова предпријатие, уште пред да почне кризата, генерираше загуби од 45 милиони евра. И истото, уште пред да почне кризата, беше во загуба од 718 милиони евра. И затоа така ја почна дискусијата дали знаеме која е сериозноста на овој амандман. Кога беа електрани на Македонија, имаше 25 милиони евра суфицит. Стана електрани на Северна Македонија. Место трнет напред кон Европа, имаме 40 милиони дефицит. Сега произведуваат струја за 53 евра, ја продаваат за 36 и ние велиме нема потреба. Како претеници од водачкото мнозинство ве прашувам, кој ова ќе го плати? Кој ќе ги плати загубите на електрани на Македонија? Дали имаме план? Немаме. Дали имаме производство на струја? Немаме. Дали имаме јаглен? Немаме. Дали имаме патишта да помине јагленот, што евентуално би го добиле на тендер од Босна или од Косово? Немаме. Дали тендерот е завршен? Не е завршен. Дали цената на европските пазари флуктуира од 150 до 400 евра? Флуктуира. Дали ние можеме да платиме поголема струја од ова кој сега имаме? Не можеме. И што правиме? Велиме не треба државата да даде пари, ќе дадат граѓаните. Ќе даде секое домакинство согласно тоа што ќе го потроши во тековниот месец. И се поставува прашањето, дали е тоа одговорно однесување од страна на власта? Не е. Дали е одговорно однесување од страна на нас,
пратениците овдека, со адреса се разбира на мнозинството, не е. Зошто го правиме ова? Затоа што Луи во заминување така решил и така одлучил. И ние тоа треба да му го поддржиме. Ова е формалниот аспект на проблемот кој што ќе се предизвика со неприфаќањето, почитувани колеги, на овој амандман. Вториот проблем кој е? Цената на производите. Секое домакинство, секоја фирма која што работи, произведува, дава некој производ на пазарот, дава некоја услуга на пазарот, истата има трошоци за услугата или за стоката. Ако енергијата како основен двигател во секој бизнис ги качи трошоците, автоматски цената на чинење на тој производ или на таа услуга ќе биде повисок. Тоа подразбира дека и цената на продажба на мало на тој производ ќе биде повисока. И таа треба да плати кој? Треба да платат граѓаните на оваа држава, на кои што секоја година им тропаме на врата, им бараме глас и ги убедуваме дека сите избори се историски. Ние, кои што овдека седиме, градоначалниците кои што сега се избрани, и така натаму, и така натаму. И потоа, кога ќе дојде амандман, со кој што велиме, дајте, ќе земеме, ако треба и кредит, цените да не пораснат, да останат на исто ниво, да не го доосиромашуваме и така сиромашниот македонски граѓанин, вие велите тоа не се прифаќа, со индигнација одбивате амандман и продолжуваме понатаму. Така не бива. И пред некој ден кажав, кризи економски, кризи енергетски имало и ќе има. И во Европска Унија имало, и ќе има, и во оваа држава имало, и ќе има. Проблемот е тоа што Европска Унија ќе изнајде механизам да излезе со многу мали белези од таа криза и да продолжи понатаму, да гледа напред, а кај нас секоја криза останала, остават длабоки белези и на крај остава многу иселувања на секој оној македонец, албанец, турчин, влав, роб или србин кој што живее во оваа држава. Ако вие немате куповна моќ во маркет да влезете да купите основни намирници, вас единствениот пат вие према Европска Унија или Северна Америка. Ако вие немате средства да наполните резервар со гориво, вие гледате каде ги има тие средства, бидејќи само во Македонија еден работник со посечна плата може да наполни нецели 7 резервари со гориво. И која е одговорноста овдека? Јас разбирам да имавме буџет во кој што разни трансфери ќе беа на минимум или на ич. Јас разбирам да имавме буџет во кој што премиерот на државата во заминување нема да има 18 милиони евра договорни услуги за година и пол. Како тоа сега? Луи троши 11 милиони евра од јули до нова година, ги потрошуват 11 милиони евра, нови со овој буџет му давате уште 7 милиони, тоа се 7,5, тоа се 18 милиони евра. За него има 18 милиони евра да им дава договорни услуги, тоа се обично ние кога ќе останат без работа. Стојанче е самка, што си ги вртка околу него цело време. За него 18 милиони евра под негов подпис може, а 16 милиони евра за граѓаните, за народот, за домакинствата не може. Како бе, колеги, тоа објаснете ми го? Еве, мене не ми е јасно. Пред 2 дена викам, дајте да ги симнеме акцизи за горива на ниво 1 јуни 2017 кога земавте власта. Не ви се слуша, не сакате. Дајте за граѓаните да намалиме ценовен шок. Секој ден одиме веќе 1000 денари, не се пари во продавница, и за тоа не ви се слуша, и за тоа не може. Ама, за Заев да има 18 милиони евра за Стојанче Самка и останатите, тоа не го гледаме, тоа ни се слуша, тоа е добро и тоа ќе го поддржиме. И потоа
дел од вас ќе излезат на говорница, пред медиум, на пресконференција ќе кажат, знаете што, опозицијата е некооперативна и кочи. Што да поддржиме, кажете? Кажете ми што да поддржиме? Да поддржиме 18 милиона евра на Заев или да ги поддржиме граѓаните да немаат ценовен шок како што го имаат? И пак ќе ви ја повторам она кое што ви го зборував и ви кажав, ќе ви го зборувам дека Заев не си иде. Заев е all in, сам си го кажува тоа. Или се ќе доби, или се ќе изгуби. И тогаш ви кажав, се ќе изгуби, се изгуби. И сега е во оставка. И тој повеќе нема да се појавува од ватра на ватра ки граѓаните. Ние ќе се појавуваме, а особено вие од мнозинството, ќе треба да им ги одговорите овие прашања кои ќе ги постават граѓаните, бидејќи овдека знам дека апологетите на Луј во заминување први ќе се јават за реплика и темата ќе биде Луј, а нема да биде стандардот на граѓаните. Благодарам. Ви благодарам и јас на вас. Пријавен за реплика противникот